Законот за јазици се очекува да биде донесен до крајот на годинава. Според Артан Груби од ДУИ, кој што е претседател на матичната комисија на која што ќе се разгледуваат амандманите за предлог законот за употреба на јазиците, седницата ќе биде закажана на 22 ноември односно на денот на албанската азбука. Тој смета дека со овој закон се заокружува нормативниот дел од Охридскиот рамковен договор. Сакам да искажам разочарување од гласањето на ВМРО ДПМН во врска со потребата за усвојување на закон за јазик и се надевам дека пратениците на опозицијата ќе рефлектираат во меѓувреме и така како што рефлектира и граѓаните на изборите на 15 и 29 октомври, дека оваа тема ќе ја промена својата одлука во врска со ова прашање и ќе гласаат за конечно усвојување на законот за употребата на јазиците и нема да бидат против. Од опозицијата и денеска повторија дека ќе поднесат амандмани за овој закон затоа што според нив не обединува, туку разединува и е дискриминирачки за македонскиот јазик, но и за турскиот, српскиот, влашкиот. Овој закон апсолутно не е во рамките на Уставот на Република Македонија и апсолутно не е во рамките на Охридскиот мировен рамковен договор, туку излегува надвор од него. За жал, законот не обединува, се покажа низ минатите неколку месеци дека овој закон разединува. Овој закон не гради заедничко општество или еднакво општество за сите. Овој закон разградува и создава паралелни општества во Република Македонија. Од БС и од СДСМ најавија дека ќе поднесат амандмани, а за ДУИ пак нема потреба од амандманска расправа. Значи, уште порано рековме дека со овој предлог закон не се официализира албанскиот јазик како втор официјален јазик во Република Македонија, него едноставно споредбено со законот од 2008 година, кој на некој начин воопшто и не го регулираше прашањето или официализирањето на албанскиот јазик, е значи едно авансирање, унапредување на употребата на албанскиот јазик во државните институции во Република Македонија. Со денешното изгласување на потребата од донесување на предлог закона за употреба на јазиците, почнува постапката за целосно решавање на ова прашање, кое што е отворено со потпишување на рамковниот договор. Со предложениот закон за употреба на јазиците, конечно ќе се заокружи процесот на имплементација на рамковниот договор во делот на унапредување на човековите права во земјата. Очекувам дека во соработка со коалиционите партнери, но и со останатите пратеници, во текот на амандманската расправа, значи во следната фаза, ќе дојдеме до комплетно решение кое што ќе биде во интерес на сите граѓани и на сите етнички заедници во оваа држава. Законот за употребата на јазиците е производ на многу долги преговори помеѓу СДСМ и ДУИ во предвечерието на формирањето на коалицијата и сметаме дека како политички договор би требало да помине затоа што во никој случај не се коси со Уставот на Република Македонија и спорните прашања што ги имаше во законот веќе ги доставивме до Венецијанската комисија што се однесува до банкнотите и до униформите на војската и затоа во тој поглед не гледам некоја посебна потреба за амандманска интервенција во законот. Инаку денеска со 66 гласа за и 41 против собранието ја изгласа потребата од донесувањето на законот за јазиците. ВМРО ДПМН, како што и претходно најави, не гласаа за законот. По ова ќе следува амандманска расправа во Комисијата за европски прашања, бидејќи законот има европско знаменце. Во согласно со процедурата, расправата во Комисијата ќе трае 3 дена, пошто законот повторно ќе оди на пленарна седница пред пратениците.